220 афоризми и 24 песни се застапени во најновата книга на струмишкиот автор Ѓорги Панов. За неговото најново дело, лекторот магистер Наташа Василевска-Трајчевска запиша: добро познат како умешен мајстор на зборот, Ѓорги Панов повторно воодушевува со својата јасна и прецизна мисла, со својот остар јазик и мојкно перо. Уште при првиот прочит не очекував и ништо помалку од она што е напишано и мајсторски срочено. Секогаш актуелен и во однос на темата и во однос на моменталната ситуација во општеството. Краток, јасен, концизен и до болка реален и искрен. Тоа е Ѓорги Панов, кој јас го познавам и во животот и во пишаниот збор и кој со секој негово ново напишано дело одново и одново остава без зборови. Авторот Панов вели дека книгата е подготвувал 18 месеци. Овие афоризми требаше да одат во два дела, меѓутоа одлучивме. Првиот дел се сатирични, вториот се однесуваат на секојдневни мудрости од животот. Но ги склопивме во едно поглавие, бидејќи одлучив книгата да оди со два дела, да ги објавиме и песните кои што ми беа готови во меѓувреме, нели, да не оди со второ дело, бидејќи ситуацијата е таква, нели, и трошковите се секој пат големи. Во таа смисла одлучивме да оди како што сум ја замислил книгата, во една комбинација афоризми и вториот дел да оди поезија. Рестриктивните мерки против пандемијата со ковид не влијаеле негативно врз неговото творештво. Делото беше почнато пред да овие мерките на ковид да стапат на сила во свет, нели, па и кај нас. Но јас си работев, имам таков карактер на упорност, на една визија која ме води. Чекор по чекор го заокружив првиот дел, па после тоа вториот и на крај, како што замислив, така ги направив и кориците и поделбата, нели, на делото. Уредникот на книгата Никола Сарајлија вели дека за Ѓорги Панов подеднакво се значајни и афоризмот и поезијата, поради што книгата има две лица, односно две почетни страни. Сарајлија одговора и на прашањето што е заедничко за афоризмите и поезијата на Панов да ги соедини во една книга, а тоа е, проследувајќи го неговото творештво, се гледуваме дека заедничко за него и неговото творештво се едноставноста и совршеното, произлезени од вечноста и бескрајноста на најмојкната сила, љубовта. Неговото творештво е мотивирано таа сила која е истовремено и центар на неговиот живот и дело. Љубовта кон афоризмите и поезијата, мудроста и естетиката, жената и татковината. Тоа е почетната и крајната страница при консумирање на творештвото на Панов, напиша Сарајлија.